ова издание нема рок за евакуација на афганистанците, кои ќе сакаат да ја напуштат државата по 31 август, вети Блинкен. А како Афганистан би можел да ги промени стратешките планови на Кина? Можно ли е да се случи нов мигрантски бран на македонската граница? Ке слушнете во продолжение. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Почнуваме со Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. 2 експлозии во близина на аеродромот во Кабул, потврди Пентагон. За сите детали за тоа што се случува таму, појдете на нашата веб страница. А група сенатори и конгресмени испратија писмо до председателот Бајден, со кое бара да се извлечат од Афганистан околу 550 новинари, вработени во Американската агенција за глобални медиуми, под чија капа се наоѓа и Гласот на Америка. Вела дека новинарите се таргет на талибанците поради нивната поврзаност со САД. А ситуацијата во Афганистан пак може да донесе нов бран мигранти на македонската граница. Мики Трајковски. Последните случувања во Афганистан и преземањето на власта од страна на талибанците може да донесе нов мигрантски бран, оценува Јасмин Реджепи од невладината организација Легис. Но според него тој број нема да биде искаков за време на мигрантската криза во 2015 и 2016 година, бидејќи тога се работеше за луѓе кои во исто време тргнаа од различни делови на светот. Најрано, најбрзо што би можеле да стигнат, тоа е негде отприлика околу месец дена, бидејќи толку им е потребно да не патуваат со авион, воз или автобус, туку патуваат со криумчари, пешки, границите ги поминуваат на многу тешки начини и се до тоа трае временски и немаат можност да стигнат порано до нашите граници. Речепи вели дека мигрантската рута би била истата и би се движела преку Иран, Турција, Грција, Северна Македонија, Србија и понатаму кон Европа. Но и талибанскиот режим нема така лесно да дозволи луѓето да ја поминат границата. Нема да дозволат ни луѓето кои што се од земјите кои што се околу Афганистан и плюс тука е и барањето на одредени земји членки на Европската унија да се спречи таквиот бран, со тоа што би се разговарало со земјите кои што се соседи со Афганистан, да се направат бегалски центри кои што се веќе таму и да се задржат на се уште назиско тло и територија, а да не стигнат до Европа. Со каков интензитет ќе биде овој мигрантски бран ќе зависи од останатите држави низ кои што мигрантите ќе треба да поминат, вели универзитетскиот професор Методи Хаджијанев. Односно од политиките кои што тие држави ќе ги имаат. Дали Турција ќе ги пропушта кон Грција, политиката која што Грција ќе ја води кон нив, па тек после тоа ние да мислиме дали и на каков начин ќе се справуваме со нив. Хаджијанев очекува дека овој пат ќе има подобар и покоординиран институционален одговор. Но сепак треба да видиме колку и како институциите се спремили и ја напишале домашната задача. Колку како општество ќе бидеме отпорни или резилиентни на целата оваа ситуација и како ќе успееме да го намалиме негативниот ефект на мигрантската криза, која што или интензитетот од истата, колку тоа добро ќе успееме да го изменаџираме. Реджепи смета дека друг важен момент е што луѓето кои сега се наоѓаат во Афганистан немаат можност да ги извадат парите од банките и со тоа да го платат патот кон Европа, што е дополнителен проблем во намерата да стигнат до нашите граници. Инаку повеќе од 2 милиони бегалци од Афганистан во моментов се наоѓаат во Иран и Пакистан. Дополнително турскиот претседател Ердоган гради голем ѕид на границата со Иран за да спречи бегалски бран со афганистанци. Од Охрид, со Гласот на Америка, Мики Трајковски. А во САД се обидуваат да стигнат имигранти од Колумбија. Илјадници лица во моментов се заглавени на границата со Панама. За причините во продолжение. Илјадници мигранти се заглавени во колумбискиот крајбрежен град Никокли, кој е порта кон север и кон Централна Америка. Недостатокот на воден транспорт и високата побарувачка за билети за патување од Никокли до Панама се дел од причините зошто илјадници мигранти се заглавени на пристаништето во градот. Нивната цел е да стигнат до Соединетите Американски држави. Овде сум повеќе од недела и пол. Самин Ричка е меѓу илјадниците мигранти од целиот свет кои пристигнуваат во Никокли. Од други луѓе дознал дека ова е безбедно место.
Hay otro lugar que se llama Turbo. Има друго место кое се вика Турбо и кое е многу опасно зашто не може да застанат. Во кој било момент криминалци ќе ви го земат ранецот, торбите, се. Никокли од Панама е одделен со заливот Ураба и речиси преку ноќ оваа општина порасна од 21 на 32.000 жители, покажуваат податоците од канцеларијата на градоначалникот. Владата на Колумбија соопшти дека ќе формира пункт за контрола на мигрантите за да го забрза процесирањето. Се согласивме да формираме колумбиски миграцијски пункт во Никокли. Мигрантите се надеваат дека ова ќе го забрза процесирањето за да продолжат со патот со што и би заштедиле. Sale como 12-15 mil. Една соба чини меѓу 12 и 15 долари на ден. Замислете 22 дена. Затоа секогаш сме во групи. Од Никокли мигрантите го минуваат заливот до Капургана во Колумбија и тогаш патуваат 97 километри на север, каде не е пат. Тоа е напорно одење при кое мигрантите се соочуваат со глад, повреди, болести, отровни змии и вооружени криминалци. Од Панама мигрантите мора да се пробијат до Централна Америка и Мексико и да стигнат до јужната граница на САД. Во Никокли, во меѓувреме, локалните власти се загрижени дека зголемениот број на мигранти ќе поттикнат зголемување на бројот на заразени со COVID-19, зашто многу мал дел од нив кои пристигнуваат се вакцинирани. А каква корист може да има Кина од кризата во Авганистан? Майкл Пилсбери, поранешен советник на председателот Трамп. На оваа тема зборуваше со Јеладе Франчески од српската редакција на Гласот на Америка. Кинезите имаат долгорочен план. Имаат многу експерти за САД. Имаат 8 големи истражувачки центри со аналитичари кои ја проучуваат геополитичката улога на САД. Многу од нив завршиле магистратура и докторат на американски универзитети. Од тука прво прашање што се поставува кога ќе се случи фиаско како во Авганистан е дали тоа нешто ќе ги изненади кинезите дотаму за да ја промена нивната стратегија на геополитички план. Мислам дека Авганистан на никој начин не ги менува нивните стратегии и сваќање за стратешките трендови. Кинески експерти веќе 2 децении пишуваат за намалување на американската моќ, а единствената дебата која се води е со која брзина тоа ќе се случи. Оние што тврдат дека таквиот тренд е забрзан, веројатно како најдобар пример ќе го истакнат повлекувањето од Авганистан. Некои би можеле да кажат дека американците се послаби, дури дека американците ќе имат доминантна сила во светот уште најмалку 20 па дури и 50 години и повеќе. Проамериканските аналитичари во Кина пак веруваат дека Кина никогаш не би можела да ја надмине Америка. Имате различни ставови. Мислам дека евакуацијата од Кабул од страна на администрацијата на Бајден нема многу да ги изненади кинесите. Иако се согласува дека американското повлекување од Авганистан и оди во прилог на Кина, па дури и на Русија и на Иран, затоа што се повлекува американското воено присуство во Централна Азија. Пилсбери тврди дека тој регион не е вистински фокус на Кина. Кина ја следи американската воена соработка со Индија и Јапонија. Ги следи активностите на четворката, која ја сочинуваат САД, Индија, Јапонија и Австралија. За сега се работи само за дипломатски состаноци. Пекинг сака да провери дали против Кина се гради ефикасна безбедносна коалиција која би се спротивставила на незината активност. Кинезите засега не се плашат од тоа, додека на повлекувањето на САД од Авганистан се гледа како слабење на американското воено присуство во светот, што е во корист на Пекинг. Пилсбери додава. Исто така не гледа голем напредок под администрацијата на Бајден во смисла на продажба на американско оружје на Индија. САД не се ангажирани ниту во индиско-кинеските погранични спорови изминатава година. Не се гледа ниту во споставување на цврста безбедносна коалиција против Кина на Пацификот. На администрацијата на Бајден и останува енергично да го убеди Пекинг дека американската моќ не слабее, рече Пилсбери. Од мене толку. Ве поздравувам. До утре.